Над 2500 осуденици чекаат да влезат во затворските килии бидејќи нема слободни места. Во меѓувреме, дел од нив по втор пат, па и по трет пат ги повторуваат делата за кои биле првично осудени. Просторот и состојбата во затворот Идризово не дозволува да престојуваат и оние што се внатре, не па да дојдат ново старите затвореници. Во 4 метри квадратни наместо по двајца, казна затвор издржуваат по 8 затвореници, а место нема ниту за душеци на земја. Пренатрупаноста и условите во затворите се вечна критика во извештаите на меѓународната заедница. Директорот на затворот Идризово Залфа појаснува дека главниот проблем е просторот, бидејќи затворениците се поделени во неколку оделенија и не смее меѓусебно да се мешаат. Околу 1200 затвореници издржуваат казна во овој момент. Најпроблематично е затворското оделение каде казна издржуваат осуденици за тешки кривични дела и тие не смее да бидат сместени надвор од тоа одделение. Просторот на вистина е проблем. Нема место ниту во ќелиите, ниту во одделенијата. Ако треба во една ќелија да се сместени по двајца, од што нема простор се сместуваат и по 8 осуденици. Вратите на килиите каде се сместени затвореници осудени на доживотно не се затвараат и се неисправни, а исто така пропадната и американската донација од 1 милион евра за скенер и проверки при влез во затворот, откриваат извори Залфа. Кој зошто пуштил старци во просторијата каде бил сместен скенерот е тајна која никогаш не е откриена, а со тоа олеснете и влезот на забранете стоки внатре. И народниот правобранител Насер Зибери при редовните контроли во Идризово изнесе шокантни информации. Според него, во 14 метри квадратни спијат и по 15 лица, а останатите спијат на кревети на 4 спрата. Најзагрижувачка состојба според Зибери има во четвртото крило. Таму се сместени над 120 затвореници, од кои 36 спијат на под во ходник и користат заеднички тоалет. Има и затвореници кои спијат на ист кревет во смени или заедно, бидејќи нема место. Еден од главните проблеми според омбудсманот е и тоа што често се менуваат директорите на Идризово, па така од декември 2021 до јуни 2023 сменети биле 4 менаџери на затворот.